Добра вечер, почитувани гледачи, ново издание на Заспи ако можеш со Драган Милосављевиќ и Горан Момировски. Нова тешка тема е пред нас, че разборувавме за катастрофалната ситуација во која што се наоѓа наталитетот на македонските граѓани, односно фактот дека практично македонската нација умира, нешто што воопшто неверојатно звучи дека никој не се замара со тоа, освен одредени оптимисти. Исклучително тажна ситуација, губиме десетици илјади луѓе годишно, што од иселување, што поради премал број на родени деца. Меѓутоа, добро, сакали некили ние следуваме со нови теми. Вечерва зборуваме за луѓето во Македонија кои што имаат исклучително тешка судбина поради X причини, лицата со попреченост, со инвалидитет и така натаму, лицата кои што ова општество им должи многу, пред се поради самиот факт на хуманоста, затоа што тоа се наши сограѓани, тоа се луѓе кои што заслужуваат да имаат еднакви права, еднакви можности и што е најважно, помош од државата за да можат колку толку својот живот да го водат нормално. За таа прилика вечерва гости ни е Благојче Ѓоргиев, лице со попреченост, со инвалидитет, конкретно ќе кажам, и представник на Сдруженијето Хендикеп Плюс. Добра вечер. Добра вечер. Да. Морам да представник на сите оние десетици илјади луѓе кои што во Македонија во моментов се обидуваат да преживеат, а кои што имаат некаков вид на попреченост. Значи така, и не освен за лицата со попреченост, не можам да се кажам и како граѓански представник, но сум граѓански активист подолго време. И моето мото и нашето мото е да се избориме за социјална правда. Социјална правда за, како што можете да видите на мајцата, социјална правда од 87% покачување на платите, на пензиите, на примањата на инвалидните лица, на сите граѓани кои живеат во Македонија. Поради тоа што политичарите, кога можеа сложно самите да се ги покачат самоволно и сложно сите заедно, без никој против да биде, да се ги покачи платите за 87%, бидејќи тие увидува дека 78 еве да. Иако и разликата не е многу голема, 78%, да. И можат и за сите останати. Ама прво политичарите треба да сватат дека се сервис на граѓаните, дека тие треба да бидат слуги на граѓаните, дека политичарите се избрани од народот. Не е народот избран од политичарите. Политичарите произлегуваат од тој народ. Тие беле дел од мене. Спиеле некој со мене во шатор, и сега јас останувам со инвалидна пензија и инвалидни примања исти. Претходно истиот човек што спиел со мене во шатор ветувал дека проблемите на лицата со попреченост и на сите граѓани ќе бидат решени, ќе се подобрат за барем 30%, сега не е иста таква приказната. Сега приказната е не 30% заборавени од општеството, од владеачката гарнитура, како да ја кажам, партија, гарнитура е ова. Коалиција. Коалиција. Ова е коалиција кај нас, поради тоа што они се многу сложни кога се работи за нив. Прашање е дали нашиот народ ќе биде толку сложен кога се работи за нас? Тоа е посебно прашање. Значи, поводот за вашето канење овде има многу поводи, многу причини има, но се работи за еден протест кој што од вчера почна. Да, од вчера почна. Не сум спиен веќе скоро 30 часа. Се одвива пред владата? Пред влада се одвива. И ќе остане да се одвива пред влада. Утре, како што е најавен големиот протест, ги повикуваме сите граѓани да дојдат да се изборат за своите права и правда, бидејќи единствениот човек кој може да се избори за подобро утре, за вас и за вашите најмили, е тој човек секогаш кога ќе застанете пред огледало и го гледате. Друг човек не постои. Не можам јас да се изборам за вашите права, ако вие самите не се борите. Добра поинта. Вие сте веќе 2 дена пред влада, неколку мина сте... Да, втор ден е ова, и вечерва остануваме. Ме интересира, просто звучи неверојатно. Вие сте во количка
господата Бранкица исто така е во количка. Суарат е слеп. Талишан е слеп и вие седите пред владата, практично рековте не сте спиеле повеќе од 30 часа, вие нема каде да спиете. Седевте во количка цела вечер. Седев во количка цела вечер, да, али сега ќе земам еден душек, еден шатор и ќе си продолжам во шаторот. Другари мои пријатели ми рекоа Имаше и дека ќе ми некаков донесат. проблем, не ви дозволуваа прво да поставите шатор тamo пред владата. Да, не ни дозволуваа, тоа е точно. И откако ни дозволија, ако ја видите дозволата убаво ја има објавено на Facebook, дозволено е да го користиме средишниот дел на фактички помеѓу булеварите, ние да ги поставиме шаторите. А ако ги ставиме помеѓу булеварите шаторите, треба да ги блокираме улиците, не е безбедно таму. Слепи лица имаш. Имаш лица во инвалидна количка. Ето, не дај Боже, сите да се здрави нормални, некој ќе му пукне гума, ќе влезе во еден шатор и се заврши работата. Да. Добро, вие сега за сега не се обидувате да ги блокирате коловозите. Па не сакаме да ги блокираме коловозите поради тоа што во градот Скопје ништо не функционира. Имате запален мост кој е блокиран, не функционира. А граѓаните мора да одат на работа, да работат за таа нивната бедна плата од 30. Гужви и турканици на секој чекор. Практично вие покажувате поголема социјална свест него тие што би требало да ја имаат по правилата на нештата. Значи вие повеќе се грижите, правите протест, меѓутоа гледате да не попречите нормален сообраќај, што дури вака ми звучи. Па зошто да го попречам нормалниот сообраќај кога знам дека и граѓаните имаат истата мака со мене. А човек треба се разбере, човек од мака разбира што е мака и не сака на друг да нанесува мака. Така. Добро, овде ќе имаме од денеска, ќе замолам режијата ако може да ми помогне, денеска имаше освен вашиот протест пред владата се појавија и од филхармонија. Да. Лицата од филхармонија, тие си имаат свој собствен проблем со... Дали режија ги имаме? Да. Навистина се Еве го Блавече Георгиев. тешки времињата за народот. Не за тие што имаат функции. Не за тие што се поклоници. За вистинскиот и честниот народ, храбриот и напатениот народ, за борбениот народ. Тешки времиња. Но во тие тешки времиња токму се препознаваат кои се борбени луѓе, а кои се зависници и сребролюбци. Би ве поздравил со тешкото. Да, тешкото го цвиреа од филхармонија, те имаат собствен проблем со джез оркестарот, ако не се лажам. Им практично ги тераат да бидат заедно во иста зграда, значи сосема друг проблем, но не беше договорено. Не, си протестираат за себе, вие за себе. Веќе граѓанската свест гледам дека се буди. На сите им е скиснато од изминета годишното 30 годишно манипулирање и лажење кон граѓаните. Гледам дека малкумина остана приврзаници на слепи приврзаници на политичките партии, поради тоа што гледаш дека те водат тебе 30 години у пропас и упорно да гласаш за некој, или треба да си неспособен за местото што ти го даде да го работиш, или треба да си екстремно глуп. Друго нема за мене. Според мене е така. Ако се пронајде некој, Јасно. жал ми. Овде ќе замам режијата да пуштиме уште едно видео, ова е од синоќа, од ноќта. Да, ова кој што вие поминавте во дали режија може да. Цел екран фокус. Не, до него. Се извинувам, само секунда режија, малку Драгане збунет. Ако не на то Само секунда, да, големото го пуштив, меѓутоа Излеговме јас, Суаре Талишан, слепо лице, Бранкица Димитровска во инвалидна количка, да се бориме и за вашите 78% да ви се качат пред влада. Пошто политичарите си качија 78% и ние дојдовме да ги побараме за сите нас народ. Излеговме и не бараме ништо повеќе од тоа што си го покачија политичарите. Заслужуваме и ние народот да живее. А вие дали убаво се чувствувате
двајца инвалиди, тројца уствари инвалиди, едно слепо лице и двајца болнички, да излезат и да се борат за сите вас. И да знаете дека ќе се избор. И очекуваме вашата поддршка на 7. Тоа е среда. Поздрав, имајте убава вечер на 7. Ние остануваме пред вада. Да сте живи и здрави. И јас пијам како слепо лице. Да. Тоа е благодарам на режијата. Блавиче, морам да признам, се чувствува кај тебе од една страна умор, од една страна гнев, меѓутоа има некоја страст во целава работа, не може да се одглуми. Ние сме навикнати веќе да живееме во општество каде што луѓето и прилично глумат, иако тоа се чувствува кај тебе, кога дозволиш на ти, се чувствува дека ова е од срце, емоциите не се кријат. Не сакам да предизвикам тоа што го предизвикам во моментот, се надам ќе ни простат гледачите, меѓутоа се чувствува дека навистина веруваш во ова што го правиш и дека ти е навистина дојдено. Видите, кога ќе тргнете да се борите за правда, за сите луѓе, за правдина, ќе не идете на многу препреки во животот. Никој не сака да ја слушне вистината. Вистината е гола и е многу лоша кога ја слушнеш. Секој сака да слуша убави работи. За секое убави работи кои ти му кажуваш, јас вас да ви кажам, види, вие сте 2 метра голем човек, имате... Супер, да. Значи, убаво е кога ќе го слушаш тоа. Ама не е така. Ама не е така. А реалноста кога ти му кажеш на човек, ако ве сака и ве почитува и ако е малку паметен, ќе ја прифати. Ќе му биде болно, ама ќе ја прифати. И ќе сака да се бори за неа. А ако сака да се живее во илузија, не е проблем, само кажи му дека он е убав, дека он е згоден. Ако го гледаш 1,50 м, кажи му ти си 2 метра, го гледаш келав, ти му викаш брат, имаш убава бојна коса и тој ако има пари дури ќе ви даде пари. Сега кај нас луѓето се преориентирани повеќе кон материјалните добра. Како да дојдат до парите. Како да дојдат до парите. Сега, трчајќи по парите, ја загубија душата по патот. Си уништува семени вредности, морални, ни ги палат сите мостови, мост на честа е запален, мост на поштенството, мост на храброста, мост на солидарноста, на хуманоста. И сега ти се бориш да ги изгасиш. Да ги вратиш назад да функционира, но тоа не успева. Мора да успее заеднички. Ајде да почнеме околу парите. Ме интересира сега кај... Парите се зло без кое не се може моментално, инаку... Така, да. Парите се отепувачка, велеше, нисто крле, нели? Колкава пензија земате? 12.376 денари. 200 евра. Да. Колку со овие пари вие издржувате во текот на месецот? Да погодам не повеќе од 6-7 дена, 5 дена, 3 дена, 1 ден. Извинете, ова се интимни работи, но се суштински, за да разберат луѓето за што зборуваме овде вечерва. Филхармонија, видовме проблеми таму имаат, меѓутоа таму е проблемот дали ќе свират заедно или ќе бидат во иста зграда со джез оркестарот или ќе бидат сами. Но и тие ќе земаат по 35, 40, 50 илјади денари плата. Овде ние зборуваме за 12.000 дневно, вие имате 5 деца. Месечно, месечно. И се извинувам, месечно. Сопруга, да се живи и здрави сите, значи 7 души со 12.000 денари, не знам колку и додатоци имате, ќе го збориме тоа подоцна, тоа претпоставам дека не е доволно ни да платите основни сметки за струја и за вода и за храна, не зборам за храна. Вода и струја. Па затоа се одлучува да се борите. Мене ми е друг феноменот, како луѓето кои што барате помош не го разбираат тоа. 12.000 денари, а тој зема сега во моментов, не знам, 150 премиерот и Спасо си зема најмногу 150.000 денари. И се тоа се 12-13 пати повеќе пари повеќе од вас. Во животот мораш да избереш дали ќе бидеш жртва или борец. Јас сум избрал да бидам борец. Корења ќе јадам и
од земјата, ќе се борам за правда. Ќе ги учам децата да одат по правилен пат. Тоа морам да го направам за да не го прават моите деца. Така го сваќам јас. Живот. Ничии деца, значи не само вашите, ничии деца не треба да го поминуваат тоа. Ничии. Ама такви судбини не сум јас само во државата, јас да сум ич да не сум. Затоа рековме, десетици илјади го луѓе. има десетици илјади. Конкретно зборував со Бранкица и рече дека официјално се лица со попреченост од разни видови на попреченост 94.000, а неофицијално се околу 130. 130 неофицијално, со последниот попис направија некој идурма, као што се бришат и... Значи, македонштината се бриши, се бриши, историјата ти се бриши, не ти дава да учиш историја. Па може и бројката на инвалиди, тоа да се избрише. Не е ништо спорно 130.000 кога. луѓе. Од 1.800.000 тоа е, со математика не сум нешто посебно јак, меѓутоа тоа се сериозен процент. 7-8%, Да. така доаѓа. Но повторно да се вратиме сега. Само за оваа операција посебна, која што ја запишана на вашата мајца, 78%, над 1250 владини функционери зголемија платите, владини и секакви државни функционери, Директорчињата, замениците, замениците и така. Именувани функционери, значи, тука си пратеници, да не забораиме, градоначалниците и така натаму, си извинувам, платите 78%, тоа се во превод десетици милиони евра. Но Уставен суд рече дека тоа е уставно што да се прави. Да, Така политичарите рекоа па дека не смеат да се мешат во одлуките на Уставен суд, а они уствари се тука во добра спрега. Знаеш, на куќето му викаш држи, на зајакот му викаш бегај и одлично е, само не знам народот како не го сваќа ова. Значи, Па можеби прашањето е, можеби тука не знам граѓаните како не го сваќаат дека работот 2 месеци по 350 евра плата, минималната е 350 евра плата. Значи, ти мораш да работиш 2 месеци за да дојдеш до покачувањето на директорчињата. За еден месец. За еден месец покачувањето што го имаат. Ти треба да рмбаш 2 месеци. Плюс тога, рмбаш ти, намерно не викам работиш, туку рмбаш. Пошто рмбаш, ти батем, сега ти качуваат 60 работни часа. До сега законски беа 40, а газдите си ги правеа 55-60, сега законски кога ги стават 60, газдите ги си направат 80. И политичарите ствараат мит за робовладетели и народот го гледаат како робови. Сега тука робовите има робови што уживаат да бидат робови. Ужива човекот едноставно да биде роб. Не му ја мислим многу. Не му ја мислим многу, он сака да има дента да работи 2 операции, да стане сабајле да оди на работа, да заработи мизерна дневница што ќе ја изеде во текот на денот и што ќе ја потроши, да легне да спие со нервози, дали ќе има да плати струја, дали детето ќе му побара патики, дали блуза ќе му побара, и да му се поклони и да му аплаудира на оној што си покачи 700 евра, 78% плата. Ама тие си ја покачија 78% платата затоа што видува дека со 1000 евра не можат тие да сврзат крај со крај. Се овој народ, не знам... Како го толкуваш тоа, Влаваче? Може би не знали место и време, меѓутоа како го толкуваш тоа? Живеат добро, објективно добро, 10 на 15%, еве нека се 20% од граѓаните. Тие што имаат бизниси, тие што се збогатиле или отпорано имале пари, или криминалците, не е битно, нормално дека луѓето од власта. Значи, огромен дел од населението објективно страда. Тука зборуваме, кога мислам на страдање, некои немаат ни леп, другите имаат леп и преку лебот повеќе. Да. И тие што може да се ги платат сметките и да размислуваат дали може да одат на одмор воопшто, сите возиме стари коли, речиси и така натаму. Значи, во такви околности, кога фактичка е сиромаштијата во државата, како го гледаш тоа дека народот не покажува доволно ентузијазам, како да го наречам тоа? Инспирација да рече, па не може веќе вака. Во Франција, да не заборавиме, заради подигнување на старосната граница за пензија за 2 години,
од 62 на 64 години, вака што кај нас звучи како ништо. И ја запалија пола Месец Франција. дена гореше Франција, 9 милиони луѓе во еден момент излегува на улици. 9 милиони луѓе. Тоа е од 60 милиони што ги има Франција, видете, на улици излегува сите и уште протестираат. Па во Франција на луѓето им е јасно дека со нивното гласање тие избираат представник да ги застапува и да се грижи за нив. Поради тоа што политичарот треба да биде слуга на тој што го избрал. А кај нас кога ќе го изгласа политичарот го замислува као бог. Добиваат онда службени возила, обезбедување, имаш 3-4 горили околу него, неписмени тотално. Секоја чест на исклучоци, али 90% тотално неписмени. За работата што се ја вршат. И сега луѓето стана премиер. Добро да што ако стана премиер? До вчера не седеше со тебе, човек е, не е човек да што да не летне крила да не има. До вчера со тебе седеше. Како да го надраснеме тоа? Тоа ми мислите. Како да го надраснеме таа јас адолесценција во која што се уште живееме како народ, не сваќајќи дека тој е човек кој што е заложен да се бори за мене и за моите права, а не да се бори за своите привилегии, а мене кој ме врти. Се извинувам на речник. Гледам дека веќе народот го донесува до зид и полека се освестува. И ова со филхармонија, видите, излегува луѓето да си ги барат нивните права. Без разлика 35.000 плата, кога ќе ја земеш ти една потрошувачка кошничка во Македонија дека е 35.000 денари. Повеќе е сега, да. И таа плата не е значителна. Значи, двајца у фамилијата треба да земаат по 35.000 плата, за да можат едно 4 члено семејство да преживее, со да се ги плати сметките и да си дозволи фармерки, патики на детето, одмор, таква работа, од време на време, значи за одмор такви луксузи, тоа е за политичарите што ги гласа народот. Така го сватил, да народот така има зацртано главата. Тоа мислам дека е се дојдено од концептот седи само војна да нема, седи мирен. Може и полошо. Може и полошо. Чути, може и полошо. И шо полошо сега? Кубуро да чуваме за неде Боже. Ја вадиш сабијата и сега ми викаш ки ти ја сечам главата. И јас морам да ја наведнам. И ти со рачката од сабијата ме чукаш во главата нон-стоп. Јас кога пробам да ја кренам главата, ти ме удираш од озгора и ми викаш еј ќе те заколам. И он се навикнал на болката. Не бе, јас ќе ја кренам главата и сече еднаш, ќе ја исечеш два пати да сакаш, не можеш да му утепаш. Ама моите деца ќе знаат кој се изборил за нив. Јас така осваќам концептот на животот. Кажете ми, рековте преска со некои луѓе кои што се на власт, не според политички партии, не е тоа суштината на муабетот, сте биле заедно во шатори, сте протестирале. Да. Така? Да. Збориме за шената револуција на времето. Да. Како реагираат сега тие луѓе? Се слушате ли, пишувате ли коментари на Facebook? Тебе чекајте, вие ми ветивте дека кога ќе дојдете на власт ќе ги смените работите, дека ќе биде подобро, дека ќе се грижите за луѓето со попреченост, дека за сите ќе биде еднакво, дека вие ќе се жртвувате. Претпоставам дека такви биле муабетите. Сите сме заедно за Македонија, сите сме заедно. Јас тргнав по идеологија, не тргнав по сребролюбие. Јас тргнав да се промени нешто за подобро на сите, да се направи. Да не за мене. Легитимно и за вас, меѓутоа суштината е дека се бореле за сите, за така за сите. целокупно. Не сум себичен. Шо фајда моите деца ако имаат за чоколада и изобилие, а вашето дете ако нема за едно лижавче. Па ќе дојде ред, ќе му скисне на детето, ќе земе еден камен, ќе го удри твоето дете. Така е, ова е прилично логично размислување и практично би рекол и искрено човечки. Кажете ми што велат сега тие луѓе? Ве обвинуваат дека вие многу барат. Да, па со премалку луѓе од тие сум во контакт со два-тројца, можам да кажам дека сум во контакт. Два-тројца останале да ме почитуваат како човек, зборуваме. И пак кога ќе почнам за вакви работи, ретко да ме поддржат, ама знаеш, сега Блажо, ќе биде, ќе идно време од глаголот лажам. Доста е со тоа ке, 30 години е ке, дај да видиме. Доста е со ке. Не знам како е народ сваќа ке видиме. И уште на тие бајки веруваат, на тие
приказните од Езоп, бајките од Езоп. Мислам дека голем дел не верува. Ве прашав преска за пензијата не заради тоа што сакав да дознам колку пари заработувате. Значи за инвалидска пензија се работи, вие сте човек во инвалидска количка. Граѓаните што не гледаат, гледачите може да видат дека и во кадарот е вашата инвалидска количка. Мене ми е друго едно, не е шокантно, ама еве да речеме да ви прифатат зголемување за 78% од како што тие зема на платите. Таму се платите беа на функционерите од 60, 70, 80 денари, па дојдоа на 120, 130, 150. Кај председател од најмногу 90 на 150. Кај вас и да се зголеми на 12.366, како рековте, 78%, ќе дојдеме до колку? До 18.500 денари? Толку. Под минимална плата. Под минимална плата. И вие сте за тоа задоволни. Сега, Јас не сум, ама морам нека да се почне. обратно ми е прашањето. И тоа не го даваат. Они се навикнати само за себе да крадат. Тоа е проблемот, да зимаат. Значи, тоа што го реков, народот го гледаат како робови, а тие се гледаат како робовладетели. Сега јас дојдов на власт, ти ме изгласа мене, ама од утре ќе ми бидеш роб. Јас не го сваќам животот така. Значи, ако сме тргнале, пошто еве потекнувам од земјоделска фамилија, да кажам еден пример земјоделие. Ако тргнеме јас и ти да сееме овоштарник еден. Го засејуваме овоштарникот, го одгледуваме, го ѓубриме, го копаме, сите работи ги работиме и тој фрла плод на крајот. И сега на крајот да ви речем на вас, седете вие дома, јас ќе ви го донесам плодот на вас и ќе одам ќе си оберам овоштарникот, ќе си земам јаболка, круши и било што било, еден тон кај мене, а на вас ќе ви донесам 100 килограми и ќе речам поради тоа што нели јас ми ја имав идејата како да почнам и ти мораш да имаш 100 килограми, а јас ќе имам 1 тон. Јас така не го сваќам животот. Ако сме сееле заедно јаболкница, заедно треба да го бериме и плодот. Да го јадеме сите заедно плодот, затоа што заедно се потевме. Заедно се правевме заедно. Значи граѓаните треба да сватат дека државата функционира стрикно од граѓаните, не од нивните даноци, од нивните пари, од нивната пот. Политичарите немаат пот. Политичарите се на нешто вкрстено помеѓу крлеш, не знам, цица на крв и крлеш и мува ќе речам. Цица крв и гомна јаде ушто време. Со извинение на телевизија реков, да се извинам. Покасно е ова терминот е, нели? Ноќе е веќе. Морам да признам само дека утре ќе има уште еден протест, додуше не пред владата, и именно сега го видов ова, синдикалната организација на Судскиот совет на Република Македонија утре ќе организира предобривачки протест од 11:30 часот, меѓутоа пред Судскиот совет, и тие си имаат своји маки очигледно, но ова што вие го зборувате за мене е поважно, именно слоганот на вашиве протести, штрајкови, како да ги наречеме, право, а не услуга. Морам да признам, многу ми се допаѓа. Ние Вие не сте луѓе кои што барате услуги. Ама не бараме милостина. Вие барате право. Па правото, она што си го ставил на хартија, тоа што го има на хартија, што си го напишал на хартија, што си го подпишал пред држави, многу држави, значи конвенции меѓународни. И сега ти викаш, исполне тоа, ама ќе ќутиме, не мора да го исполнуваме на овие. Зошто сега на тебе енергетска криза било, ваква криза било, онаква криза било. И па добро, ако е криза, зошто си ја качуваш платата ти за 700 евра, а на граѓанинот не му даваш 5 евра? Што криза е? Значи кризата за тебе е криза или за граѓанинот? Ја не ја сваќам кризата. Нека излезе некој да ми објасни што криза е. Можеме ли да влеземе малку по-конкретно во барањето? Мислам дека и Бранкица вчера по-детално ги објаснуваше. Исто беше кај нас, меѓутоа не во Заспи ако можеш, туку во за или против. Да ги набревам само признавање на лицата со попреченост како лица еднакви во слободите и правата во Уставот на Македонија, прилагодување на законите и правилниците на начин што ќе бидат разбирливи за сите лица без оглед на попреченоста и без потреба од ангажирање на адвокат за толкување на потребните документи, како и нивно обезбедување во пристапни формати, зголемување на вработливоста на лицата со попреченост, зајакнување и заштита на жени со попреченост, жртви на насилство, имате 15 барања, прилагодување на пристапот до оправдана можности на лицата со попреченост, унифицирање и кодифицирање на правата на лицата со попреченост во еден закон, зајакнување и проширување на надоместот на попреченост, зајакнување на правото на лична асистенција, зајакнување на финансиската положба на родители на лица со попреченост, потоа
правична застапеност на лицата со попреченост помеѓу административните службеници, зајакнување на правата од здравствена заштита и здравствено осигурување, зајакнување на функционалното образование и на процесот на инклузија во образовниот процес, уште 3, постапување... Се извинувам тука за процес на инклузија, сега најново, и се извинувам што ве прекинав, најново разбрав дека сакаат на децата да ги укинат дневните центри за инклузија, школите да им ги укинат. Зошто би ги укинали? Па едноставно државата не сака да плаќа такви нас лицата со попреченост, мислам дека не гледа као суштества што треба да бидеме уништени. Погледнете и телесни инвалиди има во Македонија. Кажете ми вие вака да ве прашам. Во Скопје дневно колку телесни инвалиди имате видено по улица шетат? Па има доста. Бројка од прилика. Некоја. Во секој случај е мала бројка. Од прилика некоја бројка. Не можам да кажам стварно. 20, 50, Не, јас сум 5, 6, 8. 5, 6, така? Во Скопје јас гарантирам со глава дека има над 1500 телесни инвалиди. Ама знаете што е проблемот? Немаат кај да одат, Нема тротоар достапен да се качи. нема платформи. Нема никаква платформа. Платформи нема во државни институции, во 90% во државните институции нема платформа за качување. Нема електрични скутери, значи, со оваа количка ти да се туркаш, нека седне здрав граѓанин, нека проба да се турка, ќе види колку може, чисто онака да долови момент, да види дали ќе се може да се турка повеќе од 20 минути. Ако може речите да прошири кадрот каде што се гледа количката, Само цели. делумно се гледа, да. Ова е количка која што е за собна употреба. Да, за собна употреба, таа ти ја дава фондот и те следува на 5 години. На 5 години. Да, пошто е скапа количката, е над 30.000 денари, а ако ја користиш за надвор оваа истата количка, се крши помалку година и пол максимум. Ако ја има мојата тежина, година и пол толку максимум, и тоа се крши фантастично убаво, што не можете да замислите колку убаво се крши. И ако сакаш нова количка да си купиш, треба да си платиш 35.000 денари на некоја од фирмите за ортопедски помагал. Ако не те следува Со 12.000 инвалидска пензија треба да купите количка на Треба година. 3 месеци да не јадам за да купам една инвалидна количка за да можам да се шетам низ дом. Да не забораваме Низ колегата дома. Саше Димовски. Да, дека низ му дома, собираат и некој пари. пак јас скршам за година и пол и пак ќе треба 3 месеци да не јаде никој. Колегата Саше Димовски е еден од најдобрите новинари во Македонија, барем што се однесува до судство и правосудство, кој што исто така има несреќа да изгуби ногата, се собираа пари, средства буквално за да му се набави количка. Ама кај нас законот ти вика вака. Политичарите на се мислеле, кога мислеле да го плачкаат народот, значи влегле и во сршта на народот, во на најболната, најранливата категорија влегле. Од сите гнасно е да крадеш од такви луѓе, јас го сметам за кражба. Поради тоа што електричен инвалиден скутер го следува лице со попреченост до 24 години, доколку е студент на факултет, и од 64 години нагоре, доколку е пензионер. Сега, од 24 до 64, Тоа се тоа се 40 40 години. Тие да умрат, јас сум 41, да му убие некој, треба да се обесам, што треба да направам? Вас не ви следува за тоа што Законски, затоа што имам 41 година. Законски не ми следува. Негативна селекција на вистина. Дискриминација, негативна селекција, ама некој измислил тука финта и за крадење. Зошто овој од 40 години не треба да излегува по улица, тој дома ќе го заковеме. Затоа не ги А сте во гледате тие најдобрите години од животот објективно. Да, ама затоа тие луѓе не ги гледате вие по улица да можат да излезат да се шетат. Затоа тие луѓе седат дома. Ќе искрши оваа инвалидна количка и ако искрши, ако излезе на улица да се шета константно како што му е на секој здрав човек на душата да сака да прошета, пошто јас бев здрав до 2013 и никој не може да рече дека не може да биде инвалид, пошто животот се менува за дел од секунда, а Господ има чудни методи да ти го докаже тоа. А кај се тука слепите луѓе, кај се луѓето со посебни потреби, кои што исто така имаат специфични потреби и неопходности? Нема, не те следува, слепите лица не ги следува на фондот едно обично бело стапче.
Она што ја оди пред со нив што? Да. Штаки на фондот, преку фондот не те следуваат. Штаки да купиш, треба да дадеш 1200 денари. А зошто не следуваат? Тоа прашање треба прашите некој друг. Штаки не те следуваат, не дај Боже, било кој да скрши нога, не те следуваат. Си ги платиш, бате. Си ги платиш ти, зошто како сега ќе ја оштетуваш државата ти од политичарите ќе взимаш за штаки. Си ја скршил ногата, па кој ти е крив ако си ја скршил? Ја се ме слушам ваки, не можам да поверувам дека ова е точно. На слепите не им следува стапче, а на луѓето кои што имаат, не знам, Добиш, други види ја скршил нога, на секој Да. може да му се случи да скрши нога. И си ја кршиш ногата, до веце да треба да отидеш, користиш штаки. И ќе си ги платиш. Штаките пред короната, еден пар, две штаки, еден пар штаки, беа 520 денари, сега се 980. Можете да го проверите во било која продавница за ортопедски помагал. Влезете, прашајте, речете сакам штаки да земам, ми рекоа да купам и дали одат на фондот и ќе ви кажат не, 980 денари. Не сте вие адресата да го прашаме тоа, меѓутоа да се обидеме да најдеме некаква логика. Нема логика, не барате логика во работи кај што немаат логика. Значи, сега го барате живиот меѓу мртвите. Не може сега, нема логика тука. Знаете како, еве нека има во Македонија 10.000 луѓе на кои што им се потребни штаките. По 915 евра тоа се, не знам се ја математика сум, дали 150.000 милион евра, милион и пол евра нека се за штаки. Ама они си да... Од 5 милиарди евра буџет нема милион и пол евра за штаки за луѓето кои што не можат да се движат. Они пред 3 години, мислам, или 4, правото на мобилност од 7.000 денари за тотално инвалиди луѓе, што имат над 90% инвалидитет, ако наполнил 64 години, му го ускратија. Па одеше на Уставен суд, тоа да се поврати назад. Баш у тие години кога ќе му требат пари на човекот за лекарства, да му ги земе парите. Си наполнил 64 години, јас го сфаќам така, ти наполни 64 години, да, немаш примање од денес, немаш леп да си купиш, не си способен да излезеш надвор, некој мора да ти купе. Ако не му даш пари, нема да ти купе. И јас едноставно те осудувам на најгнасната смрт тебе со глад. Немаш пари ти, нема кој да ти купе. Во врска со ова ваше објаснување кое што го дадовте за мене безмислици дека не знам човек до 24 години, 26 години има права. За вас безмислици, за мене вистина. Да, за мене вистина. Вие барате еден интересен момент, барате да се донесе еден лек специјалис практично за закон за социјална заштита. И на тој начин ќе се надмине вели границата од 26 години за добивање на одредени права, како и ќе има можност да се регулира стекнувањето со одредени права со 18 години. Ова е интересно. Вие барате лек специјалист, некој ќе рече зошто? Па ве молам за Бехтел и Енка. Па таму со лек има. специјалист. Па таму има Бехтел и Енка сега, па таму може да се краде, од мене што ќе украде? Реално да збориме сега. Што ќе украде од мене? Од мене треба да ми даде. А од Бехтел и Енка ќе се договори, ќе крадат по пола. Но сметам дека ова барање е суштинско. И постои правна форма како тоа да се оствари. Многу е важно, вие барате, меѓу другото, барате полесен пристап до можности за вработување. Да. Тоа е многу важно. Лицата кои што имаат попреченост и инвалидитет не се сепак целосно безпомошни. Може да работат доколку, а тоа го гледаме во западниот свет кон кој што наводно многу се трудиме, им се обезбедат одредени услови. Зашто да не работите ако можете да го правите тоа? Ако ви се дадат простор и шанса за такво нешто. Еве сега не ли отворија нова бројка 112 таму да се јавиш. Колку прашајте ги како новинар вие колку имаат вработено лица во телесен инвалидитет, ќе кажам, што може да се јави на телефон, да каже да, повелете, но тука нема тешка физичка работа, нема ништо. Колку такви лица имаат запослени? Ама они не сакаат такви лица да гледат околу нив, не сакаат да ги обкружуваат. Јас така го сваќам тоа. Во Германија имам видено лица со спектарот на аутизам или отприлика така кои што речиси обврзително работат во ресторани, во вселената, кафичи. Како се викаше кој физичарот со церебрална што беше. Да, најпаметниот човек на светот е всушност со тешка
Хокингс. Значи апсолутно ментално сте здрави, интелектуално сте сосема во ред и апсолутно може да придонесете. Меѓутоа не може ако ве спречува практично околностите да не може тоа да го оствари. Тоа е за мене клучно. Па вие сте, јас сум ментално здрав, ама мене ме спречува да си остварам моите права ментално нездрав. И сега тука нема дијалог. Да, може тој така да се гледа. Меѓутоа сакам да кажам, Па не е во навредливо. Ако вие не можете да го разберете човекот што има сериозни проблеми, навистина тој човек има ментални проблеми. Тука не е некаква навреда. Не е Данас заменена. запред да збори, ова е навистина реална ситуација. Вие ако немате емпатија, ако немате разбирање за проблемите на другите, а се наоѓате во позиција да решавате и сте избрани од тие луѓе, вие имате некој сериозен проблем. Многу голем сериозен проблем, според мене. Според другите не знам, али според мене Не, тука се согласуваме апсолутно. уште една работа, зајакнување на функционалното образование и на процесот на инклузија во образовниот процес. Исто така многу важно, бидејќи да не забораваме дека има дечиња кои што се со попреченост од оваа или она форма и тие повторно со истите причини немаат правилен пристап до училиштата, нив им е потребна на многумина од нив да имаат заедно со нив, предпоставувам, Јас имам другар посебен што- човек кој што мора да седи со нив на часови и така натаму. Јас имам другар што на државата на неговите деца и го ускрти правото на образование. А тоа е основно загарантирано човечко право, и да не забораваме. И кај нас е плюс тоа задолжително сустав. И задолжително, Задолжително сустав е кај нас. Че не може да ги оставите децата без Но образование. контрадикторни се многу работи кај нас. Кај нас е, според мене, проблемот што во изминатите, викаат во секоја држава има мафија. Кај нас во изминатите 30 години мафијата има држава. Ако гледате суштински за многу работи, ќе дојдеме до конечен склоп на мозаикот, така испаѓа. Споменав Бехтел Енка предходно. Да запне владата со 1% од напорот што го даде за да се усвојат законите за Бехтел и Енка, вашите барања и законите што вие ги барате За 5 минути. за 5 минути ќе беа завршени. И ќе чинеа 50, 100, не знам, 300 пати помалку од тоа што ќе се плати за Бехтел и Така Енка. што оправдување дека нема доволно пари, бидејќи ќе ви речат, претпоставам дека ќе ви одговорат во еден момент, ќе речат луѓе добри, знаете ли колку пари се во прашање тие за вас? Оваа сиромашна држава не може да го издржи тоа. Да, па ние сме до сега, ова нема прв пат да ги излажат луѓето, они константно лажат кога ќе те викнат на средба, ама овој пат јас викам средбата да биде, сакаш да преговараш, ќе излезеш на бина и пред граѓаните ќе преговараме пред сите. Нема да ми преговараш ти на мене и да лажеш, па јас кога ќе искочам да речеш аве ние му ветивме, пардон, ќе исполниме, тоа ќе Така. поминал. Е сега баш околу тој дел. Ке се вратиме понатаму и на другите работи што ги барате. Меѓутоа, вие и поднесовте на владата овие барања, така? Да. Ги До доставивте собраниски и во групи собрание, се- да, до собраниските да. групи и така натаму. Сега за до овој момент, еве да бидеме конкретни, оваа емисија се снима неколку часа пред да оди во 22 часот и 30 минути. До сега немате никаква дури ни потврда дека ги виделе, ги разгледале, а камо ли некој одговор конкретен дека да би можело барем во некој степен да ви се излезе во прес. Видете, јас државата ја замислувам како куќа. Еве, на пример, дали пред вашата куќа, во вашиот двор, да постават шатор двајца инвалиди, едно слепо лице, вие како домаќин ќе излезете да ги прашате што Што е бара. маката, па природно, да. Да, а за вас е природно, така? И па ние 2 дена спиеме од таа белата палата, никој не излегол да Тоа ме праша. интересираше. До сега нема ништо. Од владата никој не излезе да ве праша што е, како е, зашто. Дојдат полицајците, доаѓаат ферсе, не зборам кафе, некој- значи некој- функционер не. Полицајците кафе ми даваат, функционер не се најде таков маж до сега. Нема Мирен да рече, добро луѓе, ајде да се слушаме. Нема таков маж до сега, нема. Не излезе да праша. Зошто бе, што бараш тука? Будала да ме рече, ти будала си, гледаш дека ништо не ти давам. Па така да ми рече. Еве и тоа е на некој начин честно, Комплимент ќе да. ми даде. Да, бе, будала сум, ја на вистина таму седам. Вака и барам, правата си барам, мирен протест си правам. И тебе ти е гајле, пошто јас си правам мирен протест, тебе ти е гајле. Остай го. Ја така и мислам работите. Остай го будалата, нека седи напред тука.
ќе му помине 2-3 дена, ќе фати сонцето, ќе изгори Ќе си оди, ќе лето оди нема дома. да излезе. Нема. И се тоа е прашање. Упорноста кај вас не е во никакво сомневање, меѓутоа може ли да се оди токму на таа варијанта? Овие луѓе нема да издржат. Ниту имаат Ќе физички видиме кој нема да предиспозиции. издржи. Јас сум спремен да издржам многу. Јас за ова власт што е сегаш на гарнитура оваа коалиција, претходно 60 дена лежев напред у шатори. Ама лежев за правда, не за да донесам, За тие да дојдат за на тие да дојдат на власт и правдата да си ја земат у своји раци и тие да бидат колибеси. И каде ја те тужи, и каде ја те суди, и каде ја те и беси извршува се прави каде. Ти не си тој каде. Ја пак ќе спијам до крај. Не 60, 160. 1600 ќе спијам. Откако тие луѓе со кои што спиевте дојдоа на власт, ја за повторно се враќам на приказната преска, има некакви промени во овие 6-7 година веќе? Подобрување на статусот на луѓето? На нивниот статус? За нивниот пишува на вашата емисија За нивниот има многу 78% и тоа е само еден дел 78%. Убаво рековте преска, службени патувања, Службен телефон, службени патувања. секретарки. Дневници. Сега видов Дали има сендвич у Скопје, хамбургер за 150 денари некаде? Освен во 180? влада и во собрание, мислам дека нема на овој. Не, во влада се извинувам, вака ме јадеш за 180 денари бифтек. Немој сега сендвич да ги понижаваш луѓето, Да, да голам. Сега да вигнати на друго ниво. Немој. Не, знаете како, видов пред неколку дена имаше некој напис, министерот за земјоделие Љупчо Николовски отишол во Вермонт, од Сојузна Американска држава Вермонт, и гледал таму и си напишал на Facebook или на Twitter, не знам што беше, си напишал, дојдов овде да видам како се прави кашкавал и како се произведува млеко и кашкавал, и да гледам кравите како функционираат. Па нека дојде кај мене утре кај ќе му покажам, ќе му кажам и како се молзи. Јас ќе му научам, јас ќе го обучам без пари, еве. Од мене понуда има без пари, јас ќе го дам без пари. Поубаво изгледа тоа звучи, да. Нема, замислете, тргнало тука, претоставам со свите од Ама нема што Министерството. да замислуваме тука, значи 4-5 луѓе, авионски карти до Америка 1500 евра, 10.000 евра, дневници, точно ти за хотели, отишол да види како се правило, произведувало млеко и кашкавал. Ние овде произведуваме галичи кашкавал, 100 години се извезува во Америка. Па тоа со народски кажано според мене на граѓаните, гледај јас како ќе шетам со твои пари и ќе те правам будала дека ќе одам да гледам како се молзат кравите, како оваа Лидија Димовска магарињата што ги дрсираше за 38.000 евра за дрсирано магаре имаш. У фризерски салон па обучуваа правници. И уште се на суд. И уште ќе Мислам дека магарињата падна на суд не е важно, но ми е муабетот дека некој на сите нас, особено на вас ранливи категории луѓе кои што едва преживуваат, како да ви намерно да ви брка со прст во око, како да ви брка. Ја не можам поинаку да отидеш во Америка да потпишеш некој договор, да отвориш некој пазар во ред, ама да гледаш како се произведува млеко и кашкавал во земја која што увезува кашкавал 100 години, велам, каде че кашкавал пред 100 години се увезувал во Америка, се носело тука. Ама Лјупче не учил историја и затоа отиде таму. Нема човекот може историја учен. Сега гледаш историјата од која у Кина, на него па може крава, му го има изедено учебникот. Не учел човекот историја. Ми се допаѓа вашиот смисол за хумор, иако сте во тешка ситуација. Имаш и други луѓе што коментира, вели, може да отишол да им каже како се прави путер. Да, тоа е по путерот, го фаќа. Тоа кој со помина трот, страшна работа тука. Корупција има многу голема. Се шегуваме и браво за духот што го имате. Тоа сакам да кажам. На вистина мислам дека огромен број од луѓето би попуштиле во секој поглед со во оваа ситуација во која што вие живеете, не вие, зборуваме за повторно десетици, стотина илјади луѓе кои што имаат. Моментално сите граѓани живееме во Македонија. Има 10% богати, 90% сиромашни. Средна класа нема веќе. Сега тие 90% одлучија да се подчинат на тие 10%. Јас така осваќам. Не сите, меѓутоа огромен дел се одлучија. Што е облик на некој чуден мазохизам, меѓутоа добро, овдека мораме да побараме пауза за реклами и разговараме со Блавече Георгиев од Хендикеп Плюс. Ви реков, почитувани гледачи, дека ќе имаме уште една тешка и напорна емисија и верувам дека веќе се уверивте во тоа.
меѓутоа овие се нужни емисии, сметаме затоа што веруваме во општествена одговорност и веруваме дека правда заслужуваат сите. Разговараме вечерва, ќе повторам, со Благојче Георгиев од Сдруженијето Хендикеп Плюс, човек кој што и покрај тоа што инвалидска количка е веќе втор ден пред владата, протестира за не само за своите права, туку за правата на сите лица со попреченост. На сите граѓани. И на некој начин тоа ќе беше зборот на сите граѓани на оваа држава кои што очигледно понекогаш забораваат кои се нивните права во сопствената земја. Благојче, добивате поддршка од, би рекол, на персонално ниво, од луѓе, тука не мислам само на луѓе на улица кои што ви даваат поддршка, туку и од јавни личности. Тука би сакал да го пуштам, ако ми дозволи режијата, а верувам да, актерот Ненад Нацев со една порака фусност за повик за утрешниот голем протест пред владата, па еве ако може да го пуштиме, 1 минута трае прилика. Имам еден датум. 7.6. За 2 дена. Среда. Среќен ден. 7.6. Организирам протест од страна на најхрабрите инвалидните лица. Да, тие се единствените моментално кои што се бунат против самоволието на нашите ни функционери. Ние навидум здрави, прави, нормални не собравме храброст. Ајде да собереме храброст и да ги поддржиме инвалидните лица во својата намера да се побуниме против самоволието на 7.6. Да кажеме не, да кажеме стоп, да кажеме доста е, да кажеме дека и ние обичните смртници треба да живееме, треба да се радуваме и да се смееме, а не да плачеме и да кукаме и да тагуваме. На 7.6. дојди и кажи не, кажи стоп, кажи доста е. Многу моќна порака на актерот Нацев, во исто време и поразителна за сите нас, ако така смеам да кажам. Убаво кажа, тоа се разбира, неговиот актерски потенцијал му дозволува сето тоа да звучи моќно, но токму така произлегува дека вие сте во моментов најхрабрите во Македонија. Па јас не се гледам како најхрабар. Иако тоа не ви е поентата. Не ми е поентата, не се гледам како најхрабар. Само би сакал граѓаните да се охрабрат. Да дадам некоја волја, некој ентузијазам, храброст. Иако би требало да биде обратно. Здравите луѓето кои што ги немаат проблемите би требало да бидат тие што вас ќе ви речат стани на нозе, бори се. А не обратно, вие ги молите здравите да се борат. Па премногу се здравите се премногу понижени, окупирани, на така го сваќам јас тоа и чувствувате на чизма која ги гази нонстоп одозгора. Малкумина луѓе се осмелуваат да стават рака, да не го гази. Сега, јас во животот не сум дозволил никој да ме гази до сега. Не се сметам за светец, ама се сметам за чесен и принципиелен. Ако ме згазниш, ќе те згазнам. Принципиелен став. Змијата, ако не ја згазниш на опашката, нема те касне. Сега, ти газиш од змијата, почнуваш газиш и доаѓаш. Братче, мора да те касне змијата. Овој народ треба да се охрабри да свати, еднаш за секогаш, дека ние, граѓаните, ги гласаме, ги ствараме политичарите кои се околу нас. Ние ги ствараме да бидат политичари и ние им ја даваме таа удобност на нив. А не тие на нас. Тогаш кога ќе го сватите, се е полесно. Тие 120 души ќе дојдат вака ќе ве молат. Вака ќе ве молат. Поздрав, луѓе мои. Горан, јас помалку останувам без зборови втор пат во 2 дена. Па зборови мора да имаме, а тоа е да повториме пораката од актерот Нацев кој што не повика сите и утре треба сите да бидеме пред влада. Поддршка не само за вас,
и за нас. И за нас. Кога зборуваме, јас не сакам таа поделба на здрави и нездрави, сите сме на еден начин здрави и нездрави. Зарем можеме да сметаме дека некој човек е здрав ако е лаком, ако е фрустриран, ако сака да ви земе од вашето, ако не сака да сподели емпатија со вас, не сака да сподели мака, ако не сака да ви помогне, за мене тие луѓе се многу понездрави од сите останати за кои што зборуваме вечерава и други емисии. Затоа мислам дека треба оваа порака што ја кажавте да ја слушнат сите наши гледачи и да утре 7-6 пред владата да дадат поддршка, повторно ќе речам, за вас, но и за сите нас. За сите. Социјална правда за сите граѓани. Кога збориме за социјална правда се знае дека е за сите граѓани. Јас луѓето не ги делам на човек и нечовек има. Нема сега лица со попреченост. Да, ние имаме посебна мака што не му го посакувам на никој. Али сите сме во овој круг, во ова општество. Сите заедно живееме, заедно можеме да допринесеме и допринесуваме заедно. И зошто кога ние сите заедно допринесуваме, зошто да допринесуваме да не крадат 120 души, да не прават будали? Ако може да се освестат и ако сакат самите себе си да се ослободат, народот да се ослободи сами од себе. Господ само да ни помогне на сите, јас тоа ќе кажам. Господ да е над нас. А и ние да му помогнеме на Господ. А и ние на Господ. Да му помогнеме со нашите дела. Со нашите дела, бидејќи Господ колку и да сака да ни помогне, не може да се симни на земјата тој да ги избрка политичарите. Морам да кажам само уште полека доаѓаме до крајот на емисијата, спомнавте дека понекогаш имате чувство дека практично сакаат да ве истребат од оваа земја. За тие што не знаат тебе да подсетам, постои една квази наука која што се нарекува евгеника или еугеника, како сакате, тоа е наука за проучување и практикување на селективното размножување, која што во нацистичка Германија добива едни колосални димензии и тамо буквално лицата со попреченост, со посебни потреби биле уништувани како еден вид на непотребни вишок во општеството. Се разбира дека ова е хиперболизирано што го кажуваме, меѓутоа и нечувството, несочувството со луѓето кои што имаат мака е исто на еден вид начин евгеника, значи оставање на милоста и немилоста на живот. Јас само ќе кажам на сите граѓани дека јас не се родив како инвалид. Јас останав 2013 година инвалид во сообраќајна несреќа. И кога си здрав е многу полесно се бориш. Да. Доволно е Благојче. Ти благодариме за овој напор што го направи после 30 и повеќе часови не спиење. Нема да ви пишуваме почитувани гледачи и начинот на кој што Благојче мора да седи овдека за да биде на рамноправно место со нас. Ти благодариме за храброста, за емоциите, нема еве да зборуваме, сите сами ќе одлучат нашите гледачи. Утре во 12 после часот, така? Во 12 почнува, во 11 се блокираат улиците. Да. Имате протест пред влада кој што смета дека има морална обврска, нека се придружи, затоа што се работи за сите нас. Овдека ќе ја завршиме емисијата, се извинуваме ако можеби беавме премногу емотивни, но така е понекогаш. Утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија, а утре вечер во 22 часот и 30 минути повторно ќе ви се јавиме јас и Горе Момировски. До тогаш пријатно.